Почитувани представници на медиуми, еве на моје жалење, место да денеска расправаме за некоја визија и проекти што треба да ги градиме во наредниот период, поново се соочуваме со една тема и проблем кој постојано во сите моменти кога се незадоволни моите политички опоненти ги користат како адути. Во изминатите неколку дена, без никаква најава и договарање на релација двете предпријатија, односно локалната самоуправа како основач на јавното предпријатие Водовод и Водостопанство Кубанско-Липовско поле, кој основа од Влада Република Македонија, еднострано од нивна страна, без никакви најави или можни услови за договарање, е намален дотокот на водата. Точно се знае дека со 60-80 литра во секунда дотор на вода до филтрастаницата, водоснабдувањето на град Куманово се компрометира, односно високите зони немаат адекватен притисок и дотор на вода, така да во моментот имаме негде 150 литри во секунда, со нашите бодери околу 250, што не задоволува за 1/3 и повеќе од снабдување на градот. Ова не е прв пат оваа појава. Овие механизми се користат до 3-4 години постојано и се користат како мерки на заплашување, уценување и се оно што се вика изнудување на некакви позиции. Што се работи за следното? Недоразбирањето на релација водостопанство Кубанско-Липовско поле и Водовод Кубаново датира неколку години уназад, на релација што законот му дава право да се донесе одлука за цена како сака управниот одбор и со породниот договор да таа цена ја поднесе како услов за подпишување на договор. Секоја година имам измена на цена, ева оваа година е поднесено 5,2 денари за кубик, што е 2,5 пати зголемена во изминатите 2,5 години. Во меѓувреме имаат неколку извршни решења без подпишување на договор, само од судската практика позната на широко позната на комуналската јавност, како и досега сите судски пресуди кои идеа во корис на тужителите, а на штета на локалната самоуправа, како што знаете, и претходните блокади, се оно што се донесуваше до сега, имаме извршување на ЈП Водовод. Меѓутоа, ова работа се случува одма неколку дена, десетина дена после прогласувањето на победата на мене како градоначелник во 4 години и на коалицијата Едината сега. Значи, многу мирише и на некои други, во друга насока дека се движи процесот. Сакам да упатам до граѓаните една порака дека во овој момент се соочуваме со едни нелегитимни средства на борба. Јас не знам се борам со нелегитимни средства, ќе се борам само со институции на системот. Побарав прием до министерот на животна средина, бидејќи по новиот закон, пошто постојано ги менјат законите, за овие 3-4 години водата беше од земјоделие, дирекција за вода, сега водата за водоснабдување на градската водоводна мрежа е под Министерство за животна средина. И сум во контакт со релевантните фактори од животна средина. Впрочем, ние сме спремни да преговараме на релација да се изготви тарифник кој беше ветен уште пред 6-7 месеци, кој ќе регулира цената на водата, како и во другите битни сфери во живење, како што е електрична енергија, енергетиката. На тој начин ние ќе сме обврзани да по тарифникот, како што важи за цела Македонија, да го подпишеме договорот и водоснабдувањето на нашето јавно предпријатие да биде под определени услови и цени. Меѓутоа, овие методи го исцрпуваат и го понижуваат кумановски граѓанин, бидејќи во овие битни денови, празници пред се, жештини, горештини, оно што следува на оваков начин, водење на една психолошка војна со граѓаните, не служи на чест на ниједна политика. Јас се обидувам во изминатите неколку дена, и денеска, и наредни денови, да направам се, да се ова работа да стабилизира, меѓутоа мора ова работа да ја бравам институционално. Денеска ќе подешам и кривични пријави против извршителите на овој акт и овој чин, но тука натаму ќе биде во раците на органите кои се задолжени за тоа, а паралелно ќе работам на релација Министерство за животна средина, локалната самоуправа, јавното предпријатие, ако може го наречам јавно предпријатие за водостопанство Кубанско-Липовско поле, бидејќи таму не се владат по
po sistemot koji funkcionira, nego jednostavno, i sami znajete, ovo može desiti pad, otvrti ventil, zavrti ventil, pušti voda, zastani voda. Mislim дека трпението на граѓаните го надминува оно што ние политиката го правиме. Затоа замолувам јавно преку вас медиумите да се вклучат сите релевантни фактори, вклучувајќи влада Република Македонија, да не дозволи да никој се игра со судбината на граѓаните, особено на 120.000 граѓани во Куманово, и трпението на граѓаните е при крај. Не од аспект што со тоа ќе се постигнат политички поени, бидејќи таа работа е завршена, бидејќи начинот и на комуникација и односот кој го водат према нас, локалната самоуправа и пред се застапник граѓаните, јас како градоначалник, мислим да не е цивилизиран и адекватен. Се бориме за едно граѓанско цивилизирано општество каде диалог и средбите кои се во согласно со законските регулативи ќе ги решат проблемите. Потенцирам, очекуваме да се реши на ниво на релација Министерство, да се донесе тарифникот, да се подпише договорот и од тука натаму да снабдувањето биде договорно како што следува во секоја нормална демократска цивилизирана земја. Оваков начин на комуникација помеѓу два супроставени блока или две супроставени предпријатија, ЕП Водовод и Водостопанство Кумановско Липовско поле, не служи на честа пред се на државните органи кои од една страна се оснивачи, бидејќи најголем процент од луѓето во управниот одбор ги делегираат они, и ние корисници на таа услуга за доторна сирова вода. Се извинувам граѓаните на Куманово за оноа што ни се случува. Мислам дека ќе го препознаат, ќе ги препознаат намерите на тие што се служат со овакви методи, и се надевам во наредните периоди драстично политички ги казнат, бидејќи не се игра со судбината граѓаните на оваков начин. Граѓани на Куманово, верувајте дека у најскоро време ќе се најде решение, бидејќи мора да се најде начин како да се премости ова неколку годишна голгота кои граѓаните на Куманово доживуваат на релација овие две јавни предпријатија и овие две супроставени политички опции кои ги водат двете јавни предпријатија. Дефинитивно нешто повеќе од економската содржина е ова одлука да се затегне доторна вода. Не знам дали не се одржала, мислам дека директорот е на преговарање со директорот на ЕП Водовод, е на преговори со директорот на Водостопанство Кумановско Липовско поле. Епилогот од разговорот не го знам уште, преговорите трајат. Ние како оснивачи, односно Советот на општината како оснивач, утре ќе има конститутивна седница и се надевам дека после тоа ќе свика или одма брза пробна или воредна седница, бидејќи ова е една сериозна ситуација која на некој начин мора да има епилог завршица. Меѓутоа, ви апострофирам дека централниот проблем е да се очекуваме дека со изготвување на тарифник значи цена која ќе биде загарантирана цена за испорака на сирова вода за цела држава, односно за определени региони, зависно како ќе го донесат тој тарифник. Меѓутоа, да имаме една диспропорција, замислите, во Македонија има општини, места каде има 0,7, 1,2 дени од кубик вода, а ние 5,2 дена да плаќаме доторна сирова вода. Значи, сметам дека тоа неуедначеност во законската регулатива мора да биде поправено со некои подзаконски акти или правилници, а тоа е тарифникот кој треба Министерството да го изготви и на тој начин да има еден униформен став. И тоа ќе биде појдовна точка за преговарање. Бидејќи, еве ви кажам, во изминатите неколку години од 3 денари, сега имаме понуда на договор на 5,2 денари и мерење на нивната излазна вентил на браната, што успут знаеме какви се губици трпи. Тоа све на штета на граѓанинот и тоа ќе импутира промена на цена на електрична енергија, промена на цена на водоводната наплата, можеби за повеќе од 50%, бидејќи таа цена влегува во вкупната цена калкулирана за испорака на водовод за домаќинства, односно цената на водот која ја давате како граѓани на Куманово. И јас не може да преценам кој ги носи одлуките таму, меѓутоа ова што се случува одма после 7, значи неколку дена, 10 дена, 7-8 дена после 7. Зошто не се случуваше тоа пред изборниот процес, зошто не се случуваше во март, во февруар, не ми е јасно.
Мисли, се тоа мирише на нешто повеќе од нормална економска одржливост на оваа одлука, а таа одлука во никој случај не може да биде законска, затоа ќе се повика на некои членови од Законот за заштита на здравје на жителите и на граѓаните на Република Македонија пред се на Куманово и ќе поднесам кривична пријава против сторителите, бидејќи ова е 6-7 пат да со овакви методи се служат за да дојдат до некаква цел. Јас ја разбирам нивната загриженост за финанската состојба, меѓутоа они имаат извршно решение и блокада на ЕПА Водовод. Таа блокада ти тече, парите се повлекуваат од сметка на Водовод и мислам дека основата финансиска не е пресудна. Има нешто повеќе од тоа. Народот ќе процени која е таа друга основа. Владата Република Македонија е известена со писмо, сме упатили писмо до сите релевантни фактори од пред 3 дена. Одговор немаме. Денеска е извести началникот на МВР. Значи, денеска ќе биде поднесена и пријава до обвинителството. Сметам дека се надминуваат сите можни граници на толеранција во цивилизацијското однесување на релација општина, локалната самоуправа и институциите на системот кои ги застапуваат од државните органи.